Јас сум Сашо Бошковски, припадник на противпожарна единица од Куманово, пожарникар спасител, инаку сум 6 години во оваа служба. Сам изразам голема благодарност до колегите, посебно од второ моје одделение, како и до останатите колеги кои што ја поддржаа иницијативата на моето одделение да станам пожарникар на 2025 година. Инаку покај толку многу професионалци кои се наоѓаат во противпожарната единица, чест и огромно задоволство да се бидне еден од подобрите, најдобрите, да, и наградените, така. Тој успех не е само наш, Да, успехот не е само мој, успехот е тимски и на моето одделение и на целата противпожарна единица, така да, тоа. Се помали интересот на младите да се занимаваат со пожарникарство, еден апел од вас до нив. Па апел, нека дојдат, нека има моментално и волонтерско друштво, слободно нека пристапат, нека дојдат, нека појдат со нас некогаш да видат како е, што е. Сепак ова е голема ризична работа, не е едноставна, не е за секого, секој не може да се пронајде во ова положба која што сме ние, така да, апелирам сите храбри, млади момчиња, нека повелат да дојдат да видат како и што се работи. Како е да се биде пожарникар? Да се биде пожарникар е многу добро, бидејќи ние работиме хумана работа и секогаш го ризикуваме својот живот. Без разлика дали се тоа поплави, дали се сообраќајки, дали се пожари, животот го ставаме на ризик. И не жалиме за тоа, одиме јако. Најпрво да се представам, јас сум Милорад Трајковски, полицаец во ПСЗ БПС Куманово, дел од увидна екипа за сообраќајни незгоди со работен стаж во МВР од 10 години. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот и на Советот на општина Куманово за ова денешно признание кое сигурно ќе значи мотив и во иднина во континуитет да ги извршувам работните задачи како и до сега, а секако и да се надоградувам во професијата. Сакам да се заблагодарам и на раководниот кадар во СВР Куманово што ја препознаа мојата напорна работа, која ми дава мотив и понатаму да продолжам да работам и да се усовршувам. Во очекување сте на СЕФСИТ и се подготвувате ли како единица? Да, значи СЕФСИТ секако придонесува во безбедноста на патниот сообраќај. Исто така морам да ги пофалам колегите и тимот со кој што работам, дека без нив мојата работа не би била успешно завршена. Колегите кои работат на терен секојдневно со нивното присуство придонесуваат со контрола на сообраќајот во намалување на ризикот од сообраќајни незгоди, како и со зголемените акциски контроли, исто така се намалува ризикот од сообраќајни незгоди. Апел до возачите, сега во пресред на празниците, сите сме тука, малку е метеж по градот. Да, на возачите би сакал да апелирам да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, особено брзината на движење, да се воздржат од употреба на алкохол и од други действија кои се непрописни во сообраќајот. За жал и во полицијата паѓа интересот за младите да аплицираат, да конкурираат за работа, каков ќе биде и апелот и да ги една мотивацијска порака до младите да се вклучат и Да, значи би апелирал младите да се вклучат и да се приват на сите јавни огласи кои ги има во Министерството за внатрешни работи, бидејќи ситуацијата од технички аспекти, од кадровски, секогаш во секојдневно се подобрува. Најтешкиот дел од вашата работа? Најтешкиот за жал се сообраќајните незгоди. Има полесни, потешки сообраќајни незгоди, но секако најтешки се оние кои со фатални последици, кои секако имаат психолошко влијание како и на јавноста, така и на нас што директно сме вклучени во нив, значи остануваат трајно врежени во нашата меморија. Добро, јас сум инспектор Армен Мафузи од Куманово. Вработен сум во Министерство за внатрешни работи од 2004 година. Сега имам функција како виш инспектор во криминалистичка полиција, одел на општ криминалитет, Куманово. Долги години работите оваа професија? Да. Дали ви ова прва најграда? Втора. Добро, што значи за вас? Добра, мотивација.
Да, за понатаму да продолжиме на ист начин да работиме. Колку во Куманово имате вие работа, да не кажам колку е присутен криминалитетот. Дали важиме за град кој во кој се Ние се трудиме, например, за градот да биде посмирено, да нема проблеми, да нема кривични дела пријавени. Се трудиме да ги расчистиме, да нема, да биде побезбеден градот. Како измина оваа година? Посмирено, да подобро. Да. Вопрос е колку ги работите делата. Еве општ криминалитет не мора нешто посериозно. Ги работиме, максимално се трудиме да нема и сега ова година многу мирно. кадровски екипирани сте, имате доволен број на Колеги, Имаме доволно, доста имаме колеги. Да, да, може. погранично место сме, нема некој малку поголем обем на работа за разлика од останатите градови што се во Не, Куманово е голем град, има работа. Скопје, Куманово има да работа, за големи градови су, али максимално се трудиме тоа да биде подобро.